2 години по вооружената престрелка во Кумановско диво населје, жителите на улицата Перо Илиевски велат дека се уште се згрозени од настаните во 2015 година. За престрелката во која загинаа 8 припадници на полицијата и 10 припадници на вооружената група, граѓаните обвинуваат власта во заминување. Слушај, ова е работа што е десило века. Више знае власт, колку ми што знаеме. Не е десило само тука. Власт ја знае, тој е боле од мене и боле од све. Зашто? Како можеме да знае у Гошница што е било, тај банда е било. Зашто они па не отише одма да се сфати терен, па они били у Љупкова, били свогде. Дошли овдека, те видиш на каква улица да јеш улегна. Нема излаз, нема излаз. Да негде сеќа само деца јоште, усеќају тие трауми јоште мали деца, зашто сме мали. Деца сме имали од 2 години до 10 години на сина. Они још усеќа каде дали има јоште бум. Малце ги малтретираше док се иши нормална полиција. А у Скопје се неси 12 сата, тamo не ги млатетија, чекали се како што треба, например. Не може да каже лошо, никој не каже лошо. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски во изјава за медиумите вели дека случувањата од 9 и 10 мај 2015 година се поврзани со политичката криза во Македонија. Имаше едно големо премнежие на 9 мај 2015 година, кога невини луѓе погинаа, припадници на Министерството за вътрешни работи, изразувам сочувство на фамилијата која направи една трка овие денови во чест на загинатите припадници на Министерството за вътрешни работи. Куманово тогаш покаже сила и верба во вредностите на градење на ова граѓанско општество, каде не дозволивме да се подели градот ни по етничка основа, ни да се створи меѓуетнички конфликт. Тоа беше добар показател дека Македонија направи пат да гради граѓанско општество. Сите тие провокации на меѓуетнички план не го добија Милето, не добија подлога во Куманово. 2 години подоцна, се уште не е завршено судењето за диво населје во кое обвинителството товари 29 лица од вооружената група и велат дека имаат 40 заштитени сведоци.